Регистрирани се позитивни резултати во подигањето на јавната свест кај земјоделците по едногодишното спроведување на проектот Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес во борба против климатските промени, што се реализираше во општина Чешиново Облешево. Сдруженијето Еко Тим Исток од Кочани, кое е носител на проектот, на неодамнешната завршна конференција ги представи спроведените активности и постигнатите резултати. Тие укажуваат на големи количини отпадна амбалажа и друга пластика, што биле соодветно депонирани и третирани. Во рамки на проектот на 5 локации во општината Чешиново Облешево беа поставени соодветни садови. При тоа, во изминатиот период, во нив биле собрани 819 килограми пластичен отпад од земјоделството. Потоа, пластиката е однесена на механички третман и рециклирање. Тоа е одлична можност истата да не заврши по нивите или да биде измешана со другиот комунален отпад, истакна Ирена Мирчовска, координаторка на проектот. На завршната конференција и земјоделците ја поддржале идејата за собирање на отпадната пластика. При тоа било оценето дека системот ќе продолжи да функционира со оглед што се создава навика кај граѓаните отпадната пластична амбалажа да ја оставаат во соодветните садови. Било упатено и барање да се зголеми бројот на локациите, како и на контејнерите во кои се депонира пластичниот отпад. Како партнери во реализацијата на проектот Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес во борба против климатските промени, беа вклучени и локалната самоуправа на Чешиново Облешево и компанијата Екопроект Ко од Кочани. Проектот е дел од подгрантовата програма на проектот Да зборуваме за климатските промени, што го имплементираат Еко Свест, CMVP Македонија и Друштвото на екологисти на Македонија, а е финансиран од Европската Унија.